Праведниот човек што го обесил царо на 3 пати и се скина ортомата. Чита Александар Станојков. Излегол син му на некој цар да лои лов во некоја планина со многу те бабија и шетајќи по планина му клале пусија некои лоши арами и лошо го раниле. Од страв сите другари избегале и царскиот син беа го оставиле умрен и недоумрен. Се погодило на пато да помине некој праведен човек со еден коњ да оди на дрва и го видел царскиот син паднат на земи кај јачи. Го сожалил и се прибрал до него за да го види што му е. Видувајќи го царски син, му се помолил да го качи на коњото, да го однеси при царо и ќе му дал голем бакшиш, чунки тој е царски син. Слушајќи тие збори праведниот, се смислил и го качил на коњ, да го носил до негде и си умрел царскиот син. Застанал сиромајо да се дума као да прави, дали да го носи умрен кај царо, дали да го остави тамо. Думал, шестал, пресапил, тамо да го остави, да не речат оти тој го отепал. Го симнал од коњо и си слегол на друмо до еден мост да го измие самаро од крвта што беше му текла на царскиот син. Миејќи го самаро, еве ти царска потера, кај туку трчат да и ватат арамиите. Чунки дружината беа му кажале на царо и едно беа го виделе праведниот кај што го миеше самаро од крв, беа го ватиле и од која му кажало ти, тој го нашол царскиот син ранет и му се молил да го качи на коњ за да го однеси при царо и ќе му дајал голем бакшиш, качувајќи го до негде беше умрел и премислил да го остави да не му речат тој го отепал. Слушајќи тие збори потерата, го грабнала и му врзала рацете наопаку, та го однесла при царот и му го представиле као тој да го отепал. При се што си кажувал правината сиромајо, царот, бидејќи бил многу отруен од жалта на сина си, никако не дал уго на праведниот што си ја кажувал правината и дал заповед да го обесат тука во Сарајо пред очите на царо. Направиле едно вешало и откоја го натерале праведниот да си стори молитва, го качиле на едно крбло за да му ја наврат јамката. При другите збори што се молел праведниот, велел и вака: Господи, Господи, ти си рекол оти правината се танчи и не се чини, еве мене колку за оваа работа на правина ќе ме бесат. Молим ти се, Боже, покажи некое чудо да видат луѓе и да поверуваат оти правината се танчи и не се чинит. Слушајќи тие збори, бесачите сите му се биеја шега и му се смееја. Му наметнале јамката и едно му го иставиле крблото од поднозе, провиснал и за чудо големо се скинала ортомата и паднал жив на земја. Видувајќи царот и се скина ортомата, заповедал друга, појака да донесат. Донесле друга и со неа го бесиле и таа се скинала. Заповедал царот да донесат една ортома од најдебелите. На часот донесле и за чудо големо и таа се скинала. Дори тога и царо беше поверувал и го простил, та го подарил со големо богатство. Сите што видоа се почудија и заверуваа на неговите збори што се молеше оти правината се танчи, а не се кинит. Видиш, пријателе, му велеле, оти со правината 3 пати те обеси и на 3 пати се скина ортомите. Вистина, така си е, пријателе, ама душа сака на 3 пати да ти ја најамчат јамката. Му одговараше тој на пријателите, да после правината излегува на мегдан.